Од Вашингтон јас сум Лилица Китановска, вие го гледате Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик. Председателот Барак Обама од Мексико денес заминува за Карипскиот остров Тринидад и Тобаго на самит на државите на оваа хемисфера. Куба не е поканата, но секако е тема. Во статија, објавена во поголем број држави од американскиот континент, председателот Барак Обама вели дека кубанско-американските односи преку ноќ нема да бидат одмрзнати. А сега да видиме како протече неговата посета на Мексико. За време на церемонијата за добредојде на председателот Обама, двајцата председатели кажаа дека ќе работат заедно за зајакнување на односите меѓу САД и Мексико. Обама рече дека сега е поважно од кога и да е двете држави да работат заедно за време на глобалната рецесија. Не само за обновување на економскиот растеж во Мексико и во САД, туку и да се обезбеди одржливост на тој растеж и дека ќе оди од долу нагоре за секој млад човек овде во Мексико и во Америка да има можност да го оствари својот сон. Подоцна на пресконференција председателот Фелипе Калдерон кажа дека заедничка ќе биде и борбата против илегалната дрога. Председателот Обама ги фалеше напорите на Мексико за справување со картелите за дрога. Но насилството во последно време се шири и преку границата, во САД. Обама кажа дека САД ќе го завршат својот дел од работата. Побарувачката на дрога во САД им помага на овие картели да останат во бизнес. Оваа војна се води со оружје купено не овде, туку во САД. Повеќе од 90% од оружјето откриено во Мексико доаѓа од САД, а многу од продавници на заедничката граница. Тој рече дека ќе работи на прекинување на протекот на оружје кон Мексико. Обама зборуваше и за елегалната имиграција во САД. Тој кажа дека е решен да го поправи, како што рече, расипаниот систем. Обама кажа дека сака да промовира економски растеж во Мексико, за мексиканците да останат во нивната земја. Двајцата лидери објавија билатерална рамка за борба против климатските промени и за промовирање на обновлива енергија, што е компатибилна со заштитата на човековата средина. Доминик Штраус-Кан, првиот човек на Меѓународниот монетарен фонд, вели дека до крајот на годината глобалниот развој ќе биде негативен. Интересен начин да се каже дека нема да има развој, а работите ќе пркнат во 2010 година, но само доколку државите работат заедно на создавање политика за надминување на рецесијата. 2009 е изгубена година, вели раководителот на Меѓународниот монетарен фонд, иако има некои знаци на живот на Волстрит. 2009 will be an awful year. Без оглед што сега се случува, таа е загубена. Глобалниот развој ќе биде длабоко негативен. И идејата дека сега навистина се соочуваме со првата глобална криза, мислам дека е јасна на сите. Поранешниот француски министер за финансии во Националниот прес-клуб во Вашингтон кажа дека опоравувањето ќе зависи од кохерентна и координирана акција од меѓународната заедница. Штраус-Кан вели дека опаѓањето на економијата најмногу ќе се почувствува во државите во развој, кај кои има големо намалување на побарувачката за извоз. И ова се заканува да го поништи и она што е постигнато последнава деценија на пазарите во развој, но уште повеќе во економиите со слаби приходи. Без итна акција за одмрзнување на кредитните пазари, Штраус-Кан кажа дека напорите за поттик на глобалната побарувачка нема да успеат, што би можело да донесе милиони луѓе назад во сиромаштијата. Тој ја пофали неодамнешната средба на групата 20 во Лондон како голем успех, велејќи дека ветувањето на светските лидери за решавање на глобалниот проблем се добри вести. Минатиот месец Меѓународниот монетарен фонд предвиде дека светската економија може да се намали од половина до 1%. Оваа водечка финансиска институција подоцна месецов пред својата пролетна средба ќе донесе посвежа прогноза. Хана Монтана ја знаат многу млади во светот од популарната ТВ серија што сега е преточена во филм. Таа е харизматична 16-годишна девојка која води двоен живот. Преку ден е обична црномуреста Майли Стюарт, а се претвора во русокоса поп сензација Хана Монтана преку ноќ. Следи осврт на филмот. Во Хана Монтана The Movie популарноста на Майли Сайрус доаѓа до израз. Со милиони обожаватели Хана ужива во центарот на вниманието.
Популарноста едноставно и удира во глава. Во филмот е и таткото на Мајли во вистинскиот живот, кантри пејачот Били Реј Сайрус. Тој сваќа дека неговата ќерка доживува премногу слава и смета дека е најдобро Мајли да земе малку здив и да се тргне настрана. Затоа ја зема и ја носи во нивниот роден град во руралниот дел на Тенеси. Приказната од тука се развива како типична тинејџерска романтична комедија. Мајли буквално ја отфрла Хана, периката е заборавена во кутија. Таа се претвора во сладко девојче од село обкружено со семејството, домашни животни и идилични пејсажи. Во таква атмосфера таа запознава и убаво младо момче. Влюбена и во обид да се пронајде себе си, Мајли открива дека сепак ќе мора да избере еден од двата света. I never expected to love her so much. I'm tired of living a double life. I don't think I can do this anymore. За среќа, Мајли Сайрус, која игра Хана Монтана, не мора да избира помеѓу незината ТВ улога и незиниот живот како поп звезда. Таа се развива во обете насоки. Во филмот со песната Искачување зборува за своите корени. Филмот само во првиот викенд на прикажување во САД заработи преку 34 милиони долари. Мајли Сайрус е модел за многу млади во светот. Таа вели: многу е важно да сте искрени самите со себе и со семејството и да не заборавите кој сте, особено кога чувствувате дека се оддалечувате. Критиката не е воодушевена од филмот, но енергијата на Мајли Сайрус е заразна и ја игра улогата од срце. Односот со татко е искрен и реален. Хана Монтана The Movie е пријатен филм полн со добра музика, пејсажи, бои и ве маме да заиграте. Ko gledate News Flash na Glasot na Amerika na makedonski jezik, pozdrav od Washington i ubav vikend, ja sam Lilica Kitanovska.